Дадовме свечената изјава во Собранието на Република Македонија и со тоа практично го означивме почетокот на работата на Државната изборна комисија. Очекуваме исто така Собранието понатаму да донесе одлуки значајни за работата на Државната изборна комисија. Доколку се заврши се како што треба, го гледате составот, позади мене се искусни луѓе во својата работа, повеќето од нив и претходно членови на Државната изборна комисија, така што сметам дека на зададената задача ќе одговориме одговорно пред се, почитувајќи ги законите и Уставот на Република Македонија. Ќе успеете ли да ги надминете сите оние проблеми кои што постојат во моментов околу организирањето на референдумот, со оглед на фактот што постои колизија меѓу изборниот законник и законот за референдум и партиите и експертите укажуваат на фактот дека ДИК тука треба да интервенира да донесе подзаконски акти? Се надевам дека тоа се пред се мислења на експерти и разни толкувачи на законските одредби, кои што би рекол се на некој начин толкувачи, односно давање на мислење на луѓе кои што сметаат дека се во право. Ние како Државна изборна комисија, почитувајќи ги законите и Уставот на Република Македонија, ќе постапиме се она што е во наша надлежност, ќе го направиме се со цел да успее зададената задача организирање на референдумот. Како ќе го реализирате мониторингот врз медиумите согласно измените на изборниот закон? Се согласно законските прописи. Значи ќе се обидеме да направиме се онака како што треба, да биде транспарентна јавна работата на Државната изборна комисија и се разбира мониторингот на целата операција референдум. Агенцијата за медиуми го оспори вашиот кредит. Тоа е мислење на агенцијата. Конститутивната седница кога ќе биде одржана, кога ќе биде ваша задача? Сега со колегите ќе се договориме во Државната изборна комисија кога да биде нашата конститутивна седница. Рековте дека во претходните изјави рековте дека прва ваша активност ќе биде ажурирање на избирачкиот список, како ќе го правите тоа? Не прва, тоа е постојана активност на Државната изборна комисија и законска обврска и сметам дека таа активност и понатаму ќе продолжи. Можеме само да дадеме придонес плюс кон ажурирање се со цел да се надминат постојаните дилеми околу избирачкиот список.